Прв приоритет за источниот дел од државата во наредниот период ќе биде изградбата на автопатот Миладиновци-Штип, со што овој регион ќе добие квалитетно сообраќајно поврзување со главниот град. Такви се ставовите на Министерството за транспорт и врски, каде веќе се планирани 6 главни патни насоки што треба да се реализираат на територијата на целата држава. Иако пред околу 1,5 година се најавуваше дека се изработува физибилити студија за автопатско поврзување и на Кочани и Виница, сега таквата можност не се споменува. Во замена на тоа се нуди само проширување на постојниот коловоз. Прв приоритет за Источна Македонија е изградба на автопатот од Скопје до Штип, потоа реконструкција и проширување на патот Велес-Кадрифаково, веќе се започнати градежните работи таму. Паралелно со економскиот тим на владата работиме и на обезбедување на средства за патниот правец од Штип до Кочани. Исто така е тоа дел од нашата програма и ќе продолжиме и наредниот период со имаме уште 150 локални патни правци на територија на цела Македонија кои треба да ги завршиме во период 2014-2015. Според најавената програма од министерот Јанакиевски, коловозот меѓу Штип и Кочани треба да добие трета лента, со што ќе се овозможи побрз проток на возила и надминување на сегашните тесни грла. Сепак, од неговата изјава може да се заклучи дека реализирањето на овој план зависи од обезбедувањето финансиски средства. До тогаш, вниманието е насочено само до Штип. Тој патен правец е дел од нашата програма, го имаме ветено на граѓаните, законот е веќе во собрание. Очекувам дека пратениците многу брзо исто ќе се изгласат, потоа следи процес на подпишување на договор и некој период од до 3 месеци каде што треба да се ангажира поголем број на работна сила, голема механизација за да започнат градежните работи. Со изјавата на Јанакиевски станува јасно дека Кочани отпаѓа од плановите да се поврзе со автопат. Претходно се најавуваше дека осовременувањето на сообраќајната инфраструктура во Источна Македонија ќе се базира врз проширувањето на македонско-кинеската соработка.